Охрид навистина представува една бајка која мора да се живее и представува традиција која мора да се негува. Зошто бабе? Тоа е интересно прашање, меѓутоа морам да потенцирам дека јас како историчар сум направил огромен број на семени стеба за многу луѓе, меѓутоа никогаш не сум го проучувал собственото семено стебло, иако нормално знам од семејната историја доста. Историчарот секогаш мора да се води од фактите. Продолжуваат најубавите приказни, ноемвриско издание на Охридски приказни во единственото Форт кафе. Охрид е бајка која мора да се живее и традиција која мора да се негува. Сепак мора да повлечеме линија каде се движиме. Затоа за мене Охрид е вакуум на сегашноста, минатото и иднината. Потенцира во интервјуто кое е дел од ноемвриското издание на Охридските приказни во Форт кафе, историчарот и архивист Никола Митровиќ Бабе. За тоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид. Затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Ноември во Форт кафе. Четврток на 24 ноември 2022 година. Охридски приказни со Никола Митровиќ Бабе. Зашто Охрид е градска приказна. Зошто баш архивистиката? Тоа е навистина интересно прашање кое ми прави лична дилема, со оглед на тоа дека низ мојот животен континуитет сум имал огромни можности за дејствување во различни полиња. Сепак како дете, како човек кој растел на камените блокови од античкиот театар, на кого игрите му биле поврзани со историските објекти, несомнено долго време ги согледував предавањата, учењата од познатите археолози, како што е господинот Владо Маленко, кој за жал не е повеќе меѓу нас, потоа господинот Паско Кузман и одредени видни охридски историчари и археолози, при тоа уште од мали нозе ми се вдахна љубовта кон историјата. Знаете, кога имате љубов кон нешто кое ве води низ младоста, несомнено, кога ќе дојде она премриежје или раскрсница каде да одите, тогаш одлучувате оному каде што ве води срцето. Несомнено, моето срце ме водеше кон историјата, меѓутоа во 2000 година се појави и една нова гранка во одсекот историја, тоа беше архивистиката. Како човек со авантуристички дух, како човек кој секогаш трага по нешто што е ново, преовлада желбата да преминам токму во историја со архивистика. Иако имаше двојба помеѓу историја на уметноста и историја со архивистика, сепак јас бев првиот охриѓанец во групата Историја со архивистика на Филозофски факултет од 2000 година. Подосна бев и првиот постдипломец кој заврши со просек 10 на постдипломските студии, исто со историја со архивистика. Знаете, веднаш навлего во тајните на архивистиката, иако по дефиниција историјата всушност е водечка наука, а архивистиката е помошно историска наука, меѓутоа во мојата книга Архивистика, всушност пронаоѓам некои тајни на архивистиката во кои што несомнено се укажува дека нема помошно историска наука. Некогаш архивистиката може да биде главна водилка, а историјата да ја надополнува архивистиката или обратно. Во принцип, повеќе луѓе се прашуваат што значи архивистиката. Јас би можел да кажам безброј дефиниции. Би можел да кажам дефиниции кои можеби некој ќе ги разбере или ќе ги свати или не. Меѓутоа, во принцип, архивистиката е наука која допира до сите нас. Односно, ајде да согледаме вака, дека сите ние сме архивисти. Ако започнеме со документите кои ги чуваме дома, до семејните албуми и фотографии, тогаш несомнено сите сме архивисти. Овој пример го кажувам бидејќи јас можам да ја кажам и самата дефиниција дека архивистиката е наука која се занимава, најпросто кажано, со документите, односно со конвенционалните и неконвенционалните видови на документи. Меѓутоа, тоа не допира кај луѓето. Затоа јас секогаш, како човек кој се занимава со архивистиката, сакам да направам компарација и полесен пристап и преглед на тоа што значи архив и архивистика. Архивот и архивистиката постојат кај секој од нас. Односно, се она што го чуваме дома, а што представува дел од нашето минато, е всушност архивистика. Архивистиката
важи за релативно млада наука. Меѓутоа, ако согледаме историски, од првите записи на папирус или на пергамент, па се до она што значи хартија, несомнено ќе видиме дека архивистиката насекаде е распространета. Меѓутоа, во последниот период, архивистиката има и доста голема заложба во она што значи електронски записи, меѓутоа и неконвенционални записи, како што е фотографијата. Како што се спомена и во самото прашање, да, сите поседуваме одредени фотографии од нашите предци, меѓутоа еден историчар или еден архивист не живее само во сегашноста. Тој живее и во минатото, меѓутоа живее и во иднината. Многу често прашуваат и зошто е тоа така, бидејќи историчарот ги спознава процесите. Одреден процес кој се создал во минатото, многу лесно може да се копира, односно да се преслика во иднината. Затоа многу често историчарите и архивистите, оние кои ги толкуваат документите, знаат одредени настани или случаи што се случуваат во моментот како би можеле во иднина да завршат. Токму поради тоа историјата и толкувањето на документите, односно архивистиката, е доста примамлива наука и тоа го направи некој вид направи порив кај мене за што подетално изучување на оваа наука. Токму поради тоа во 2018 година произлезе и мојата книга Архивистика, која всушност е една од првите стручни книги напишани воопшто за архивистиката и до ден денес навистина има големо побарување за таа книга, се со цел да се откријат тајните на оваа наука. Сите ние го конзумираме Охрид на еден или на друг начин. Меѓутоа, се плашам кој колку го разбира градот Охрид. Знаете, кога би можел да ги напишам сите дефиниции за градот Охрид или да ги издвојам, тогаш би ја напишал можеби најголемата книга на целиот свет. И таа книга нема да биде повторно доволна за да се опиши градот Охрид. Градот Охрид според мене представува еден временски вакуум во кој можете во една точка да ги сретнете минатото, сегашноста и иднината. Тоа не случајно е така, бидејќи градот Охрид, ова е податок или прва реченица од двата тома од монографијата Охрид, во која што гласи дека градот Охрид во континуитет на населеност на популација е еден од најстарите градови не само на Балканскиот полуостров, туку и поширок. Знаете, кога имате одреден континуитет на население, кое непрекинато живее во тука, несомнено вие имате огромен број на истории, огромен број на настани, на личности, па на усмени или писмени сведоштва, како што впрочем и проучува и архивистиката и така натаму. Така да привилегијата се живее во Охрид е многу голема. Меѓутоа во исто време представува и несомнено одговорност и знаење како да се протолкува градот Охрид. Знаете, сите ние го абсорбираме овој град. Сите ние дишеме во овој град. Меѓутоа малкумина ја знаат вистинската градска приказна на градот Охрид. И токму тие приказни имаат огромно значење за љубовта кон самиот град Охрид. Несомнено, огромен број патеписци кои поминувале тука. Тргнувајќи од Челеби, тргнувајќи од Едвар Лир, тргнувајќи од Сониксен и така натаму, сите ги кажувале убавините на градот Охрид. Меѓутоа, да се живее во градот Охрид е сосема нешто друго. Абсорбирањето на неговата убавина, согледана со туги очи, односно со очи на странецот, е сосема различна од согледувањето на убавините на градот Охрид со очите на она што представува човек кој живее во градот Охрид. Јас само ќе ви кажам еден пример, дека за постарите, односно за повозрастните охриѓани, единствен влез во градот Охрид представува влезот преку Охридското езеро. Зошто е тоа така? Бидејќи само од таа страна вие можете да го согледате вистинското лице или визура на градот Охрид. Бидејќи сите оние прекрасни прозорци од стамбените куќи во стариот дел на градот Охрид токму се насочени кон Охридското езеро. Дури и старите велат дека што и да направиш и колку да ти е убав денот во градот Охрид, доколку не го погледнеш Охридското езеро, тој ден се смета за залуден. Така да, сите овие одредени
може да и кажеме дефиниции, теории, теореми, закучоци. Многу значат и многу барем треба да се проучуваат и пренесуваат на помалите генерации, се со цел да знаеме што значи да се живее во градот Охрид. Јас моето делотворување во градот Охрид го насочив токму кон историјата на градот Охрид, кон неговите градски приказни, кон она што представува на некој начин одлик на самиот град Охрид, бидејќи Охрид во секој чекор има своја приказна. Таа приказна мора да ја распознаваме и да ја знаеме. Многу повеќе значи да газиме по Охридската калдрма, отколку да газиме по црвен тепих. Тоа е една дефиниција која често ја укажувам, бидејќи да се движите по Охридската калдрма треба умешност, треба знаење, треба почит кон минатото и така натаму. Така да сметам дека градот Охрид навистина заслужува да биде на еден пиедестал. Убавини имаме насекаде на светот и секаде на светот можеме да пронајдеме убавини. Дури и во нешто за кое што мислиме дека не е до толку убаво, ние можеме да пронајдеме убавини. Меѓутоа, секогаш Охрид блика низ тој временски континуитет со своја посебност, со своја светост, каде што се вклучуваат огромен број на симетрии, како што е историјата, како што е културата, како што се природните убавини и така натаму. Сето тоа е благородно, мора да го негуваме и мора да го чуваме. Зошто бабе? Тоа е интересно прашање, меѓутоа морам да потенцирам дека јас како историчар сум направил огромен број на семени стеба за многу луѓе, меѓутоа никогаш не сум го проучувал собственото семено стебо, иако нормално знам од семејната историја доста. Меѓутоа се трудам и ден денес да откривам нови работи, особено во, би рекол, по-старата семејна гранка на фамилијата Митровски и Митрович, бидејќи во тој период нашата фамилија се дели на два дела, Митровски и Митрович, меѓутоа несомнено не поврзува прекарот Бабе. Од она што го истражував и што дознав е дека во градот Охрид постојат две фамилии со прекарот Бабе, кои немаат меѓу себе некаква семејна врска или традиција, меѓутоа тој прекар ревносно го чуваат и го носат. Така да мене прекарот Бабе навистина ми представува една одговорност, еден чист образ кој мора да го носам понатаму во животот и со тоа си го оплеменувам своето собствено јас и се трудам барем да го пренесам на моите генерации. Инаку прекарот Бабе потекнува уште од мојот прапрадедо. Постојат неколку варијанти за неговото добивање, а тоа е дека токму тој бил еден од постарите личности во градот Охрид и многу често, и ова интересно се каже, дека охриѓани не прашувале кој е твоето име, а и ден денес тоа се случува кај повозрастните лица, туку прашуваат чив си или од кого си. Така да, а тоа не случајно е така, бидејќи многу од охриѓани, особено тоа истакнато во книгата Маргиналиите на мојот град од Никој Јанев, тоа знаеле со која фамилија си имале на некој начин работа. Како највозрасен или еден од повозрастните лица или најстарите лица во градот Охрид многу често се спомнува терминот баба или бабе, што на турски значело и стар, односно татко. Така да многу често кога прашувале чиво е детето, викале од бабе или од баба, каде што подоцна веќе од генерација во генерација се префалило како бабе. Постојат и други варијанти, меѓутоа сега за сега се уште сум зафатен со правење на семејни или изготвување на семејни стеба на други личности, меѓутоа кога ќе стигнам до изготвување на моето семејно стебо, можеби ќе откријам зошто и како бил тој прекар. Инаку да, охриѓани се познати по своите прекари. Обично тие своите прекари ги давале нагалено и доаѓаат најчесто од нивните презимина или од местата каде се населувале во градот Охрид или од некој од повозрастните лица во таа фамилија. Така да не ги набројувам сега од градот Охрид, меѓутоа можеме да видиме дека
тие навистина се со прекари кои што се нагалени, би рекол, како што се Симонче, Стружанче, и ред Гавранче, и ред други Алче исто така, и ред други прекари кои навистина ево и до ден денес знаеме дел од тие личности, тие фамилии кои си ги носат гордо. Како историчар пред мене стоеше дилемата како да ја прераскажам таа охридска традиција, односно охридски табиет на некој начин, староградски табиет за првиот мешан брак или мешањето помеѓу варошани и месокастрани. Историчарот секогаш мора да се води од фактите. Несомнено, усменото сведоштво исто така историски, би рекол, факт или извор од каде што црпиме одредени податоци, меѓутоа несомнено тие, ако сакаме да ги претвориме во научен труд, мора да имаат и фактографски, односно документарна подлога. Токму поради тоа и немањето таква документарна подлога, јас се обидов за прв пат во мојот живот да напишам нестручно дело, меѓутоа сепак поврзано со историјата на градот Охрид, односно една традиција која забранувала мешање на бракови помеѓу варошани и месокастрани, односно за првиот таков мешан брак. Токму поради тоа ја осознавав драмата како писание, како дело и одлучив оваа традиција да ја претворам во драма. Имено самата драма Порта е дел од трилогијата која ја посветив за градот Охрид, а тоа беше прво документарната изложба за градот Охрид, и која беше 2013 година, подоцна беше книгата, фотографијата како историско сведоштво за градот Охрид, а несомнено во таа трилогија беше и драмата Порта. Драмата Порта е едно аматерско дело, меѓутоа несомнено интересна сторија, која нормално ја прикажува таа традиција со изменати имиња и одредени случки во самиот тој настан или случување кое што било на вистина така, меѓутоа со одредени уметнички примеси. Се разбира, ова дело не го сметам како стручно, туку како мое хоби кое го успеав да го совладам, односно пишувањето на драма, и сакав да ја представам пред публикумот, односно пред охриѓани. Се разбира, драмата е интересна, секој онај кој сака да ја прочита може, лесна за читање и навистина открива една традиција која од денешен аспект може би изгледа и комично, меѓутоа да бидеме реални, денес имаме одредени предрасуди кои може би во иднина, како што казав историчарот некога живее и во иднината, ќе може или ќе бидат представени во некое вакво дело и дури може би ќе бидат и комични. Во однос на пишувањето на моите дела, сум напишал огромен број на дела, меѓутоа прашање е колку сум објавил. До сега имам околу 12 писања стручни напишано и сите се издаени. Сметам дека целта на едно пишано дело е секогаш да се издава и да се представи пред пошироката јавност. Се со цел да се добие позитивна или негативна критика, меѓутоа било која критика навистина означи на секој автор. За мене доста значајно дело кое го открив на некој начин е рибарскиот алманах, кој веќе се подготвува за печатење. Се надеваме дека до празникот Богојавление ќе биде издаден, каде што охриѓани, иако имавме презентација на самите рибари, односно предците на денешните наши сограѓани, како биле регистрирани во одреден временски период и како ловеле риби, сега веќе тоа е претворено во книжно дело. Се надеваме дека до тој празник, Богојавление, ќе излезе во јавност, па охриѓани нормално ќе имаат уште едно дело кое ќе биде значајно за нивната историја и традиција. Историчарот секогаш започнува од минатото. И несомнено
за него најинтересен е градот во кој живее, односно градот Охрид, прогледан низ очите на минатото. Охрид навистина представува една бајка која мора да се живее и представува традиција која мора да се негува. Меѓутоа мора концизно да знаеме и да повлечеме линија каде се движиме понатаму. Дали ние ќе ги почитуваме тие охридски традиции, охридски знаменитости, или ќе одиме кон нешто сосема друго. Мојата размисла за градот Охрид од секогаш била малце дискутабилна со оглед на тоа дека јас секогаш сум за зачувување на она што представува историски континуитет на градот Охрид. Меѓутоа, несомнено мора да сватиме дека живееме во едно современо време доба, каде што мора да размислуваме и за поинаков принцип на преглед и посета на градот Охрид. Затоа мојата размисла кон тоа што значи градот Охрид представува вакуум на минатото, сегашноста и иднината. Меѓутоа, иднината мораме да ја разграничиме од минатото, а спој меѓу минатото и иднината биде сегашност. Односно, во градот Охрид мора да се одвои модерен и убав дел, каде што ќе знаеме што значи модерност и, би рекол, привлечност од модерно и ново време и она што значи минато и традиција, историја на градот Охрид. Затоа, дури може да се направи и некој сублимат. Многу од нашите сограѓани не знаат дека зградата до општината Охрид, на средина од незиното фасадно представување има релјеф односно облик на староградска охридска куќа. Знаете, значи, таа е ново изградена, меѓутоа сепак допира до минатото. Дури кога ќе проучувате минатото на градот Охрид, меѓутоа не толку далечно, сум пронашол како градот Охрид е представен град парк, односно имал проект, собранието на општина Охрид имало проект Охрид град парк, односно секоја ново изградена зграда пред себе да има и зелениво. Такви се во случајот зградите наспроти општинската зграда, каде што можете денес да забележите дека навистина има одреден простор, односно зелениво. Знаете, Охрид мора да се движи по таа насока, мора да се зачувуваат еколошките, историските стандарди на градот Охрид и да се абсорбира целокупната убавина на градот Охрид. Всушност, тоа е и она кое би сакал да им го препорачам на помладите генерации. Се разбира, тука се и моите ќерки, за кои што сакам да живеат во градот Охрид. Христијана и Киријана веќе добро знаат што значи да се гази по Охридската калдарма, исто така и мојата сопруга, која е голем почитувач на историјата и на убавината на градот Охрид. Пренесувањето на историјата, на културата и традицијата на помладите генерации, а тие да ја пренесуваат понатаму на следните генерации, навистина представува најзначајно нешто кое мора да се опременува и мора да се продолжи во континуитет. Тоа е така бидејќи значајноста на градот Охрид е голема и бидејќи Охрид е градска приказна.